Здраво на сите, јас сум Дино и добре дојдовте на првата епизода од новиот подкаст Шум, на кој ќе говориме со луѓе кои што делуваат и се активни во различни подрачја, се со цел да доближиме и да осознаеме некои поинакви перспективи. Моја прва гостинка е Симона Димковска, дипломирана актерка и архитект, воедно и председател на организацијата Културно ехо, која има за цел да доближи да осветли некои напуштени можности за јавни простори и објекти во Скопје и широм Македонија. Следете и уживајте во епизодата. Колку време више се договараме реално? Па, реално мислам 2 дека месеци. почеток на декември, значи цел декември, цел јануари. Добро, 2 месеци. стигнав. Како си? Супер, да ти Добро. кажам, многу ми се свиѓа амбиентот. Да. Да. Драго ми е, ти кажам, се потрудивме некако баш и практично 2 месеци и се, да, толку време го скупуваме на некој И начин. јас толку време гледам подкасти, гледам како е уствари со камера, па како треба да се седне, па како треба да се... Па вајда треба тера да цела биде што е работа. можно, онака мислам самиот концепт е да се биде што е можно понеформален и природен и онака без некои рестрикции да се зборува на темата на која што ќе се зборува. Ја барем така некако го перципирам. Да, зашто јас се навикнав некако да ги слушам, што Аха. претежно нешто правам друго и си тера подкастот позадина. И сега цел јануари, ај да видам снимен подкаст. И ова е супер. Ај уште еден, ај се навлеков сега на снимени подкасти, не можам да се... Па не, ама нели ти Она. треба да го гледаш практично визуално. Реално си седнувам и приметувам дека сум многу повеќе визуелен тип и многу повеќе следам доколку има слика. Еве тоа открив Јас нешто. буквално и како го ново. стопирам, значи ако имам нешто да направам, да станам и да не гледам моментално телевизор, потребно ми е да го стопирам за да после си продолжам мината на некако Тоа е да го супер, пратам. да, како момент што можеш да го Па позираш, сакаш и па да некако да ги продолжиш. впиеш вајде и експресиите и начинот на кој Или што да си изгуглаш говорат. нешто после Не тоа ги и другот, чекаш што не ги се другот, дешава, да. Не ги другот. Така да супер за ова искуство, мојот Да. први подкаст е кај тебе. Симона, ти значи си водиш некако во животов повеќе улоги на професионално ниво. Си дипломиран актер, односно актерка, да бидеме родово така, коректни, коректни, да, да. коректни со терминологијата. И меѓу другото си дипломиран архитект. Прво архитект дипломиран, Прво па архитект потоа отидовме дипломиран, па отиде на ФДУ, академија, да. на ФДО. Така некако. И си председател меѓу другото на Културно ехо. Културно ехо, така. Да. Која како организација постои? Од 2018. Да, значи речи си Чет- 4 години. Четврта. Некако Односно се ќе фатиме заклучува. сега пета Пета, година. постепено се навлага. Да. Кажи ми интересира првично, ајде да фатиме околу твоето минување време и учење на академија, мислам, како си задоволна воопшто. Чија класа беше? Јас бев во класата на Владо Цветановски, на Мими Таневска, така. бидејќи они земаа заедно класа и на некој во еден момент се свати дека сме многу луѓе, кои сме примени околу 20 луѓе, до тогаш тоа се немаше случајно на ФДУ, 20 мислам. луѓе, Да, 20 луѓе. крајно да влезат, сакаш да ми Да, кажеш. Во последната селекција, значи Што поминување збориш? на приемниот дел, што беше, на крај 20 студенти бевме. И сватија дека тоа не е возможно да биде квалитетно, да се посвети внимание, не е исто кога ќе посветиш на 10 луѓе и на 20, особено за професија која е страшно практична и колективна и индивидуално исто време. И решија да ја поделат класата, така што јас се паднав кај Мими Таневска и Так. некако така поминавме 4 години со актерка пред се, каде што многу повеќе се обрнуваше внимание баш на актерскиот израз. Имавме разни асистенти што беа режисери претежно, добивавме тука и некој режисерски фидбек, да имаме малку увид во таа комплетна слика како актерот треба да се вклопи во едно Така. режисерско Што сосема концепче, битно, реално, да. што е како битно, Да. така што имавме некое заокружување во тие 4 години да паралелно, значи да работиме и на нашиот актерски потенцијал и да созреваме како е тоа после да работиш во театар со ансамбл, буквално класата ти е во тој момент во тие 4 години ансамбл партнер со кој работиш. Така да тоа Задоволна беше си вака генерално тие 4 години, мислам и тоа воопшто што го впи. Па концептот како што е на ФДУ, сегашна актерка. да, секоја семестар што има дадена тема, основите ги добиваш
но мора да работиш сам. Значи, тоа што Да, може се да зависи. за 4 години можеш да го поминеш како основно познавање, но мора потоа да работиш. Или уште подобро, во вториот дел од студиите, да кажеме трета и четврта година, да имаш прилика да учествуваш во реални театарски процеси, во смисла реални или во институција или во институционален театар, каде што ти буквално ќе имаш цел процес од почеток до крај со режисер, со колеги со кои не си студирал, да видиш како ти ќе се снајдеш во тој процес. Сметаш дека доволно го спознавте тој процес, односно од после што ве очекува како актери, кога ќе излезете од академија или бевте препуштени некако сами на себе да... Малку на некој начин има некој тоа стаклено звоно додека си таму, затоа што работиш со тој круг на луѓе и доколку не си имал прилика, значи тука има и среќата влијание, да работиш за време на студии, да работиш, значи во некој процес, тогаш малку потешко доаѓа моментот соочување со реалноста, барање по тоа како професионално да се вложуваш во кои процеси како, тука малку потешко можеби оди. Мене ми требаше еве, не знам, 4,5 години од прилика. Од кога заврши? Од кога дипломирав, 4,5 години поминав исклучиво на независна театарска сцена, имав само можеби 1-2 проекти кои беа во институционален Така. театар, претежно сите беа независна театарска продукција. И кога дојдов, еве, сега сум вработена веќе 2,5 години во театар Велес. Джинот во Велес, Така. влегуваш во институционален театар и веднаш ја чувствуваш разликата. Првин, имаш простор каде што нормално можеш да имаш проби, имаш сцена која што ги има сите услови кои што се потребни за продукција и нивото веќе е сосема друго. Значи не е веќе снаоѓање, туку има луѓе, секој си ја врши својата работа, твојата работа е исклучиво да бидеш актер, а не актер и се останато. Така да тоа го леснува моментот и нормално финансискиот дел кој што е покриен од институција, додека Апсолутно пак имаш во независниот континуитет практично, имаш тоа е одредена многу битно. сигурност екзистенцијална да речем, што и како е битна меѓу другото. Генерално тоа сакав да надополнам. Финансискиот аспект е еден, но исто така и просторниот аспект што ти го дава институционалниот театар, во секое време да можеш да имаш проба или изведба, додека во институционалниот театар сме имале тепачки за Невидена борба. термини, Да. за да ти можеш да одржиш изведба и тоа толку те исцрпува што кога ќе дојде моментот ти да имаш изведба, 50% од твојата енергија, капацитет и креативност се потрошени на нешто друго. А и меѓу другото знаеме колку сме лимитирани практично со располагање на простори кај што може да се и мислам одвиваат дека и тоа проби. многу ме поттикна за се што правам во моментот, во однос на просторот, дека реално цело време слушам и од колеги, и не само од театарот како бранша, од сите уметности. И не се тука само уметности, нас ни недостасува простор, постојано тоа го слушам, ни фали простор за проби, ни фали простор за ова, ни фали простор за она. Не ни фали, ние имаме простори, само не ги користиме. Сакаш да кажеш и не ни дека се на таков достапни. начин некако се инспирира за културно ехо? Мислам дека делумно Имаше сигурно тоа некој влијаеше удел? на некое подсвесно ниво. Одлично. Да, сигурно. Мислам дека тоа дури отпосле ми стана јасно. Не ми беше првен така на Почигледно толку на одредено очигледно. несвесно ниво, Да, да, мислам- тлеело во тебе како Да, одредено. и се уште гледам дека тоа е актуелно, немањето на простор. Да, И соочувањето со тој проблем да ти не можеш да создаваш, бидејќи немаш услови за тоа, е голем хендикеп. па да бидеме реални, освен МКЦ, како институција која што нуди простор за независната и алтернативна театарска сцена да може некако да ги да се продуцираат тие представи воопшто. И јадро што би можел да го споменам како нели социјален културен центар, други простори баш и немаме на располагање. И земи предвид колку екипи чекаат и онака тежнеат да реализираат одредена представа и колку е тоа предизвик воопшто за да се постигне со тоа. Не е точно во што кажа практично, не е дека немаме простори, туку не ги користиме тие простори. Да, и Тие многу ми простори е се апсолутно заборавени, запуштени, некако воопшто знаеш како да не се уште има потреба од градење на свесност за потенцијалот кој што стои за тие простори кои како се присутни во градов. И мислам и во другите градови широм Македонија. Па еве имаме еден пример конкретен со кинокултура. Кинокултура што се затвори нажалост. Што се затвори, поради, нели, да, тоа беше простор каде што буквално можам да кажам, ако не 100%, 80% од моите театарски остварувања се таму.
Со навигатор Цветко, ако не се Театарот лажам, на беше... навигаторот Цветко, тука речи сите продукции беа остварувани, освен првите 10 изведби на Солунград на духови, представата се играше во музеот на Холокаустот. Првин, па Така. потоа се отвори наново се отвори киното култура како нов простор за вон институционална култура која што даваше можност не само на театар, туку и за сите уметности и се друго што е поврзано со култура, нешто што фалеше да се случи и нешто што сега стварно недостига, бидејќи еве создаваме во моменти во услови на пандемија и уште повеќе се гледа тоа дека немаме каде. Не можеме дома сега јас да си пуштам во мојата соба камера и сега ќе правам лайв стрим на некоја монодрама. Па буквално Тоа се можам да го случува, направам, но да. се покажа тоа дека едноставно не е тоа. Се виде во овие 2 години дека колку да се пробува некои нови алтернативни форми, театарот сепак е нешто што се доживува во живо. Апсолутно. Че потребно е публиката да биде во непосредна близина на изведувачите. Сосема беа и за пофалба, мислам, одредените обиди што беа од кога се отпочна пандемија, кога имаше одредени групи кои што поставија представи онлайн. Согледавме дека тоа како форма функционира на некој начин, ама сосема е друго искуството дефинитивно. Мислам и самата комуникација што е, или живата комуникација помеѓу луѓето кои што играат на сцена и самата публика и воопшто се да се тоа впие на некој начин во самиот момент, а не зад некаков си екран. Мислам дефинитивно. Дури и да имаше, мислам, имаше многу успешни примери Секако, од продукција од Германија, тоа беше неверојатно. Сигурно сум дека тоа чувство што е предизвикано, сигурно е 10 пати појако која би се гледал тој театар во живо. Воопшто и вниманието што гледачот би го имал, концентрацијата практично што ја има во себе, гледајќи на екран нешто, мислам ти можеш да си најдеш мал милион за анимации во својот простор, гледајќи нешто на телевизија, во случајов представа. Имаш дистракции од сите страни и не уживаш во моментот. Исто така како што кажа на подкастот можеш да ставиш пауза. Да. Истото можеш да го направиш И и на веќе представата. се излегол. Се губи континуитетот. Се губи и континуитетот, да, емоцијата веќе Па и вниманието. не знам кој степен на емоција, знаеш, може да се доживее воопшто и да биде пренесена така моќно колку што би можела да биде и е пренесувана на сама сцена. Да. Имаме идеја воопшто што се случува, дали има некоја си позитивна проекција во однос на кинокултура како простор? Имаш некоја таква информација? За Имаш жал, начуено нешто? во моментот не знам дали тој простор би се реактивирал и со таа намена со која што беше. Тој простор е кино, но нормално може да земе друга функција како што имаше во претходните 5 години. Не знам што се случува моментално, но дека такви простори како кинокултура треба да се отворат во секоја општина, не само во главниот град, туку и во сите градови, и како потребно. И тоа за младите мислам дека е најголемата шанса, најголемиот начин да останат тука барем уште малку, затоа што факт е дека одредениот мал процент кој што воопшто остана, ако може некако да се задржиме ти. Бидејќи немаш простор да се реализираш, немаш услови, ги бараш надвор. Не е толку можеби страшен финансискиот и економскиот момент, колку што е страшно дека не можам да се реализирам. Немаш кај да го вродиш потенцијалот пропаѓа, нема фокус и се барат начини како само да се замине, а има толку многу можности. Мислам дека треба повеќе да се фокусираме на тоа. Дефинитивно тука не е на тие алтернативни можности што ги има и што секаде во светот се користат години, децении дури назад. Тука кај нас малку повеќе доцнеме. Тоа е реално и доста консеквенца на долгогодишната системска негрижа од тој поглед. Така што се надевам дека ето тој аспект можеби ќе доживееме некоја промена, да речем. Али ајде за тоа малку подоцна. Сакам да ми кажеш нешто во однос на искуството што го имаш со навигатор Цветко, верувам дека и како ти беше од позитивни моменти за сопствениот развој како актерка. Ме интересира бидејќи имаш монодрама една зад себе, Океанот ако не се лажам се вика. Да. Сакам нешто повеќе околу самиот процес на подготовка на таа монодрама да ми кажеш. Знам дека практично ја обработува темата на клиничка депресија ако не се лажам и е по мотиви на тука надополниме ако Сара Кейн, Психоза 448. Така. Како ти беше воопшто процесот да спремаш нешто сама, што и како реално се базира на многу тешка и сериозна проблематика која ги засега сите?
на некој начин. Да, тоа беше многу долг процес, на моменти пасивен, на моменти многу интензивен, затоа што од идејата до реализацијата помина 2,5 години. Толку долго. Да, практично толку се долго, спремаш. да, толку долго се спремаше. Постоеше еден истражувачки процес многу долг, особено што самиот напомна е сериозна тема. Како не? Сметав дека не треба само интуитивно да се пристапи, туку треба да биде подкрепено со истражување. Престојував дури еден месец, секој ден одев на клиниката за психијатрија во Скопје, следев дневно што се случува и како се случува со пациенти кои што имаат слични диагнози, за да видам од блиску како вистина е тоа. Ти беше дозволено воопшто Ми комуникација беше дозволено, директна со нив? можев да поставувам прашања на пациенти и можам да кажам дека до тој еден месец интензивен беше на вистина тежок да се помине. Како не, тоа мислам воопшто такво. Секој не вие тоа ти се базира Да се на базира на таков тип тоа, на да. интеракции воопшто и да Беше ги многу согледуваш интензивно, тие, да. но во сето тоа да го канализирам многу ми помогна Драгана Гунин, која беше режисерката на оваа монодрама, ми помогна Мартин Манев кој беше сценограф и заеднички идеите што ги имав јас, некако он успе да ги претвори во реалност, да биде што поминимално, да може што повеќе со малку да направиме многу, значи еден минималистички пристап. Тука беше и авторската музика на Огнен Давидковски, исто така и на Кристијан Караджовски, Јован Јовановски. Направивме така една комбинација од повеќе авторски дела, од различни различни тип на музики кои што ги доловуваат и емотивни состојби, бидејќи клиничка депресија е широк поим. Да. Многу пати со зборови, со слика не може да се покаже некогаш. За мене барем музиката е врвот на сите уметности, па после театарот. Ама дефинитивно многу ја доловија таа некоја состојба која што не може да се доискаже до крај. Да, Значи да, некогаш емоциите се пресилни, тука грлото буквално се затвора и тоа што толку многу силно сакаме да го кажеме, да излезе како крик, во суштина не излегува ништо. Апсолутно. Безчуен и Тоа- на некој тоа- начин Тоа беше станува некако и човек во мотив такви- оваа тема која што нема глас, да добие и глас, и звук, и слика. И многу сум благодарна што луѓето кои беа дел од тимот се вклучија безрезервно и за жал ова беше последната копродукција и продукција што се случи во кинокултура. Мојата Буквално монодрама беше беше последниот проект што се последниот проект, реализира, да, 7-8 пати успеавме да направиме изведби. За жал нели со лимитиран Така. број на луѓе, дури веќе последната изведба веќе короната ни тропаше на врата и пред 2 години буквално јас ја одиграв оваа драма последен пат. И сега сваќам колку има потреба таа монодрама повторно да зборува, повторно да го отвориме моментот на оваа тема депресија, бидејќи во овие 2 години поминавме Знаеме, се и се што да, и да. знаеме, постојано слушаме што се случува, особено со младите. Оваа монодрама тангираше исклучиво млади жени кои се справуваат со клиничка депресија. Знаеме, мислам, менталното здравје апсолутно колку се повеќе и повеќе афектирано, особено во условија И еве во што повторно, живееме. немаме простор И каде да тоа се практично реализира. на тоа се Да, сведува, на тоа се ствари. сведува, да. Не е Повторно дека- е тој круг каде што дефинитивно ти мораш да имаш простор кај што ќе можеш да викнеш публика да ги следите ковид протоколите, затоа што оваа представа како и сите други исклучиво е потребна да се види во живо. Апсолутно. Се надевам искрено дека ќе се отвори одредена можност. Мислам, верувам дека Да, активно јас ги следиш. Следам и се надевам и ќе се обидувам да најдам начин да следната изведба биде што поскоро и Согледливо е колку ти си игра, мислам, ми се таа игра конкретна представата, монодрама. да. Ми се игра, особено што темата уште повеќе ме тангира со се ова што не се случува и сметам дека како уметници, како актери имаме задача, значи буквално задача да отвараме теми кои што се битни, важни моментално, кои што се актуелни и да бидеме во чекор со времето и да зборуваме за некои работи кои што не се зборува толку многу отворено, Сосема толку многу јасно е дека директно. тоа е една од главните практично Повеќето година. станува помеѓу другари, Да, евентуално барем да охрабриме да се побара стручна помош на време, зашто некогаш може да биде за жал доцна, така да се превенира. Воопшто Исто да така се тоа е гради- да се едуцира публиката. Секако, да се Една гради- главна алатка, мислам, и улога на театарот е да едуцира и сметав дека еве што можам јас да допринесам, можев еве да отварам една тема заедно со мојот тим за што е навистина многу важна и што многу
како да кажам, многу коментари имаше после представата или пишани, затоа што луѓето се уште немаат храброст јавно да пристапат, да те прашаат нешто, само леле фала ти што ја отвори темата. И тука завршува. И тука завршува. Многу сум ти благодарна што го направи ова, што даде глас на некој што не може да каже. Сваќаш нема практично сила. тоа колку кажува дека луѓето се уште не се Многу сме затворени, да, многу сме затворени. Знаеш, алатки, методи постојат безброј реално човек кој што може да ги искористи со цел да си помогне има себе решение и си. секогаш има и алтернативни решенија. Секако. Не е секогаш црното најцрното, секогаш има некои нијанси. Затоа и океанот можеби тоа е името зашто има нијанси, секоја состава има нијанси, значи Секако. колку океанот е нешто непознато, може да има и негативна, може да има и позитивна конотација. Тоа е се зависи од нас. Можеме во проблемот да најдеме решение, можеме во некој решение да најдеме проблем. Степен на перцептивно ниво е практично и во тој поглед. Ама колку е битно уствари да се ние освестиме постепено, да ја освестуваме и популацијата, актерот и реално и во тој поглед има голема улога, бидејќи може сосема јавно, експлицитно, директно, онака гласно да говори за потребите практично кои што постојат и воопшто колку е неопходно да се нормализира и самото одење на психотерапевт. Да. Мислам и посегнувањето кога човек согледува дека состојбата сама по себе на некој начин своевидно или безпомошна, ама не е безпомошна, тоа е поентата, Тоа е што поентата, не е безпомошна, се додека се затвараме во себе, се додека мислиме дека нема помош, нема да има помош. Кога ќе го направам, секогаш тој чекор е најтежок. Првиот чекор да побарам помош. Мислам дека тука е главното тоа на кое што треба да работиме, да се охрабриме, да го направиме тој чекор. Кога гледаме дека имаме потреба, да не се стигматизира, напротив, мислам дека успеав барем до некој ниво да ги дестигматизирам тие термини, што е депресија, клиничка депресија, психолог, психијатар, терапија. Значи не е крајот на светот ако имаме потреба. Напротив, мислам дека е сосема здраво одржување на здраворазумна работа и дека како што одиме или на било каков тип на доктор, одржување на ментална хигиена и барање на помош од психолог, психотерапевт или психијатар е нужно, посебно еве во пандемија каде што стресот е на многу поголемо, на некое, не знам, ниво каде што речиси никој од нас не може да се справи 100% самостојно и туку така. Апсолутно. Ма сваќаш уствари од што влече корени тоа, земи предвид на кој начин сме и растени ние, колку воопшто еве ајде ќе тргнеме на страна домашниот сетинг и на кој начин ете ни биле рефлектирани тие работи и потреби воопшто и ти се нормализирало самото одење на психотерапевт, тоа е веќе индивидуална работа, ама колку еве образовниот систем креирал некој си простор кај што детето можело да осознае на кој начин да се грижи за сопственото ментално здравје. Пошто ти како малечка учиш дека доколку сисечеш, треба тоа да се дезинфицира фино лепо, да се залепи со пластерче, така и на тој начин некако да го санираш, но воопшто што ние сме слушале или како се перцепираше одењето на психолог во училиште? Ти си проблем, ти направи некој проблем. Апсолутно, и ти веќе ако стигнало тоа е крајната дестинација, страшно. И ти си направил нешто што не знам, мислам, тоа е буквално како тетовирање на младите мозоци, ти си проблем. Да. И тоа се носи, на факултет, се носи на првото работно место и секој разочарување се враќаш на тоа, на тој подсвесен глас. Јас сум проблемот. Ама понекогаш не е така. Воопшто не е така. Многу често и не е така. Мислам, секако дека си носиме одредени работи, така што мислам не барањето помош, самите нас. Не барањето помош потекнува тоа од чувство на вина. Јас сум виновен зашто сум тука. Не е твоја вина. Се надам дека ќе имаш прилика да ја гледаш монодрамата. Се надевам и јас искрено. Да, и се надам дека и сите што не слушаат и гледат ќе имаат прилика. Баш го има тој момент како што и вика терапевтот баш на ликот не си ти виновна. И ликот не сака да свати дека уствари не може да го соочува како многу е тешко да се соочува како некогаш, зашто некогаш стварно ни е полесно по линија на понизок отпор да си кажеме добре, јас сум виновен, тука завршува и го потиснуваш тоа. Доаѓа следна случка која што не знаеме како да реагираме, пак јас сум виновен. Јас сум виновен и тоа се таложи како океанот, одиш подлабоко и сега веќе се наоѓаш во едно ниво каде што ти не го гледаш дното, не ја гледаш ни површината и тоа е најстрашниот дел, каде што си никаде. Буквално.
Ама и тоа ми беше моментот, уствари, по начинот на кој што си ги добивала коментарите и реакциите од дадени луѓе кои што биле во публиката, дека согледуваш дека луѓето како се ограничуваат и не можат баш отворено. Затоа мислам дека им треба да им се подаде рака. Апсолутно. Преку овие механизми, значи да се едуцира публиката и полека да влие на тој степен на дестигматизација и да се отворат тие табу теми уште кои што и како треба да ги надминеме. Добро, супер. Покрај искуството твое на театар, тоест може прво сакам да направиме една паралела, кажеме, бидејќи си сега ти вработена веќе известно време во Велешки театар. Каде, мислам, согледуваш покрај разликата што нели сите услови што се создадени, му се дадени на актерот и на целата театарска екипа во институционален, во самата институција и другите обструкции кои што се соочуваме нели на независната сцена, какво ти е искуството таму? Моментално работиш на одреден проект, сепак е пандемија и варира тоа театар на театар кој конкретно вади по-богат репертуар, да речем, и активно работи. Малку сум баксус изгледа на таа тема. Не знам, мојата представа делува како да го ја затвори кинокултура. А уствари короната реално многу влијаеше. Симона, не си ти. Се надам дека да, не сум јас крива, да, ама некако така се погоди. Само половина година од како се вработав во Велешки театар, дојде короната. Прекрасно. Така што таа година пробувавме да најдеме некои нови форми, пробувавме некако како онлайн серијал тој и таа, да направиме некои дуо сегменти од по 5 до 10 минути како секвенци кои што покажува некој живот доколку короната би траела 30 години. Каков би бил животот во иднина со корона доколку тоа трае. Да, малце одредено проектирање некоја дистопија, можеби, во тој момент. Пробуваш нешто дома да направиш, да смислиш, да си креативен и сваќаш тебе ти треба партнерот тука, а не јас да се снимам дома, партнерот или партнерката да се снима дома и после тоа да се монтира. Беше процес да пробаш нешто ново, но исто така процес во кој што сваќаш, чекај, театарот треба да се случува сега и тука. Тоа предпоставам било тоа беше првата 2020 година. Период од короната, но потоа веќе при крајот на првата година од 2020 продолживме со проекти и тука да, постои моментот со корона, но успеавме да извадиме, не знам, мислам дека можеби од почетокот од како сум јас вработена во театарот 7-8 премиери. Што да, за време на корона, тоа мислам дека е за пофалба, да. Сосема за пофалба и се надевам дека во моментот се реновира театарот. Самата зграда и мислам дека од следнава недела или средина на февруари веќе ќе можеме да се вратиме и да си продолжиме со репертоарот, така што доколку има заинтересирана публика може да дојде до Велес. Да, и да се види што нуди овој театар. Имаме од минатата година неколку премиери, така што се надам дека тие ќе бидат ставени на репертоар и може отворена покана до публиката дека слободно може да жртвува еден саат патување за да гледа театар во живо. Да излеземе воопшто тој малку децентрализирање на култура, да промовираме. Апсолутно, сосема битно. Супер, драго ми е дека воопшто се работи некако продуктивно и во тој. Се надевам дека и ќе продолжи оваа година, искрено, да. Верувам. Сега ми стои во глава. Пошто уште немам чувството како е. Работиме и цело време немаш вистинско чувство како е, чекај, ама јас работам. Па немаш, да. Не можеш, бидејќи работиш во вонредни услови и не можеш мене супер ми е или мене вакво ми е, кога надвор гледаш што се случува и буквално те оптоварува животот и размислуваш, леле, па ние го правиме ова, па ќе дојде ли публика, па нема ли да дојде, па 30%, па 50% капацитет и се оптоваруваш буквално со тие моменти. Да, во исто време сакаш да ја задржиш публиката, сакаш и ти да играш, затоа што актер што не игра, за него е најголема казна. Актер што не е на сцена, мислам дека и се приметува, јас уста не затварам. Не сум играла на сцена неколку месеци, не сум мислела. И имаш што да кажеш. Животот на актерот е богат. Црпеш постојано од секојдневен живот. Тоа некако го трансформираш како енергија и емоција и го даваш на публиката. И ако нема вртење на енергијата, значи полнење и празнење, кај тебе се созда, ако не се канализира, едноставно, како се вика тоа, збеснуваш. Стоиш во одредена позиција на постепено врие.
Да постепено врие и се накачува самото ниво, што е малку така. Сакав, ми остана сега тоа што го споменам, практично што си го свистила како момент на инспирација што си тлеела на некој начин несвесно кај тебе при самото основање на културно ехо. Дека моментот практично дека како актерка си согледала кој е предизвикот воопшто да ти добиеш простор за работа за театар и како тоа те довело до моментот покрај тоа кои ти беа главните практично двигатели да речам во поглед на основањето на културно ехо како организација. Фино прашање. Вака опфатно, да, ако може. Па опфатно, ако може, стварно, навистина е малку по-комплексно, не комплицирано, комплексно. Кога сме да чуем? Да, бидејќи некако, кога работиш како фриленс актер, Добро. постојано се бркаш, буквално, со време, со простор, со се. И некако во тие моменти кога можеш кога немаш представа или кога немаш проби за наредна представа, бараш начини како да си се анимираш сам себе. Така. И некако случајно имав патување, не знам, 2016 така крајот, во Барселона, една недела, супер си поминав и гледам дека буквално секој ќоше на градот е средено, си има своја улога, своја функција и си викам, леле, ова може сегде да биде вака. Апсолутно. Кога се вратив, буквално беше една од најладните зими, што ја паметам. Не можев со минуси, некој со цел месец мразови по улици. Немаш во моментот проекти и почнува тука да работиме зочево. И некако таа посета, после истражував за Барселона, најдов еден архитект Рикардо Борфил, мислам дека се вика. Има пренаменето стара фабрика за цемент во архитектонско студио. И си викам, вау, кога ги видов сликите, кога ги видов видеата, викам, супер, зашто ова не се дешава кај нас? Почнам да размислам конкретно за мојот град Куманово, бидејќи јас сум од Куманово. Така. Колку многу фабрики напуштени простори има во градот. Преку 10. Толку многу. Преку 10, да, со огромни капацитети и претежно тие се во центарот на градот или во многу блиско централно подрачје. Стојат така напуштени, си викам, добро, зошто никој не покренува иницијатива ова да се среди? Размислувам во Скопје. Гледам дека истото тоа се случува на уште поголемо ниво во Скопје. Разменувам мислења со другари, колеги од други градови, исто. Ми праќаат слики од различни типови на објекти. Значи од детски одмаралишта, Охрид, Струга, Треска, колку ги има да, практично значи со напуштени фабрики, мал број различни типнови на објекти кои стојат празни, а паралелно гледаме дека немаме каде, посебно младите немаат каде да се го изразат своето. И само гледаш грди графити низ целиот град, како што се израз на незадоволство и фрустрираност и апатија на младите луѓе. И сега се викам, зошто тој потенцијал што го имаме како ругло, како руина, како што ги гледаме тие напуштени објекти, значи како нешто што го одминуваме, како буквално бездомни луѓе што ретко кој ќе се сврти и ќе му даде парче леп. Истото тоа го правиме со објектите. Ретко кој пробал нешто да се запраша и зошто е вака и си викам, кој го загледал воопшто. Да, зошто не направиме една мапа каде што ќе ги ставиме овие објекти и да покренеме иницијативи што може да се случува со тие простори, дали на пример некој објект во таа населба може треба да биде старечки дом. Може има потреба да биде одредена функција која што е најпотребна за тоа мало, за таа општина или за тој град. И така некако тргна. Јас споделив идејата со претежно другари, колеги и од двата факултети вака пријатно што се дружев. Па ајде ако не да направиме здружение и да видиме што можеме со тоа да ја пробаме идеја. И почнавме буквално волонтерски. Од 2018 година се регистриравме, ја направивме мапата, значи двајца програмери. Мапата ти беше конкретно за Куманово или Мапата беше на ниво на цела Македонија, малку амбициозно, да. Малку од сам старт, преамбициозно можеби, но успеавме да опфатиме од повеќе градови објекти, да ги документираме како лична карта што е за личност, што ти пишува некои основни работи, така и за тие објекти да пишува повеќе фактографски. И некако супер ова добро тргна,
почнавме да ги посетуваме вистински неколку од тие простори, да ги фотографираме, да ги документираме и генерално почнавме со покренување на иницијативи да се ревитализираат тие простори во дадена намена. Например, еве можам да кажам дека се фокусиравме претежно на Скопје, бидејќи најголемиот дел, односно скоро сите што сме ангажирани околу здруженијето живееме или работиме во градот и некако природно дојде таа селекција да се фокусираме за почеток на Скопје. Па потоа нормално ако продолжиме со тоа што го правиме, би се прошириле и во другите градови. Да бидеме зависи тоа и од можностите воопшто што како организација би ги имале, бидејќи и како е неопходно да темата е многу широка и сваќаме дека мора да се фокусираш конкретно на едно, две или три. Ние успеавме во овие 4 години колку што постоиме да покренеме различни типови на иницијативи за 4 објекти. Станува збор за првиот објект е Купром, фабриката во Хром, за пренамена, односно ревитализација во студентски културен град или културен центар. Така. Секако можеме да го одлукуваме тој термин понатака. Салата Партизан во општина Карпош позади Ситимо. Доколку некој не знае, локацијски таму се наоѓа. Културниот дом во општина Газибаба, населба Ченто. Во Ченто, добро. И местната заедница исто што е во Карпош, во Тафталеџе 2. Да, односно поранешен културен дом. Тоа се тие, да кажам, 4 објекти на кои што можеби поинтензивно сме обрнале внимание и сме успеале нешто да направиме, кое што можам да кажам дека резултираше некако ставање на приказните за тие објекти во публикацијата Ехо над зидовите, кое што Културно ехо беше партнер заедно со Сдруженијето Кадар, кое што го водеше овој проект. Направивме буквално една приказна за 4 објекти, која е минатото, сегашноста и можната иднина. Собравме доста архитектонски трудови од млади архитекти, кои што од студенти или само што завршени, кои што го добиле тој објект на некој предмет од факултетот, да го разработат, односно да му најдат нова намена и бевме многу позитивно изненадени дека овие теми се обработуваат на архитектонски факултет само преку друг начин. Еве ќе направам магистерски труд или проектна задача за ова, но за жал тоа стануваше претежно на архитектонскиот факултет. Ние пробавме да дадеме видливост на тие проекти. Одлично. Преку ова публикација и преку иницијативите кои ги водиме, значи многу од овие трудови успеавме да документираме, да ги имаме кај нас, да ги споделиме и да имаме една физичка копија на тоа, нешто опипливо, практично еден мини водич на поштените објекти кои имаат потенцијал, имаат можност, само фали буквално институционална, општествена, политичка волја и моќ за сето тоа да се реализира, бидејќи од локалните заедници читаме коментари, постојано добиваме реакции дека тие простори им пречат. Значи, напуштените објекти се проблем. Факт е дека се проблем, дека не само за локалното население, значи од повеќе аспекти тие стануваат места каде што се трупа голема количина на шут, смет, стануваат места за зараза. Значи тоа се навистина опасни простори. Практично представувало фабриката Купром за боја, 60 години за преработка на хромова руда. Тоа се сериозни метали кои што понираат веќе во почвата. Реката Вардар е на 2 метри буквално од фабриката и тоа дел од нив се контаминирани. Значи, дел од нив се контаминирани површини, односно што се викаат браунфилд површини, простори, каде што некогаш тука сме имале загадувачка индустрија, помалку или повеќе, лесна или тешка, но која што оставила траги и тој простор треба да се реанимира како човек што враќаме во живот. Така исто и тие простори можат да се вратат во живот преку деконтаминација на почва, преку пренамена на тие објекти во нешто што најмногу соодветствува и има најмногу потреба. Ние конкретно заклучивме со тимот дека за Купром многу логично би било да биде студентски град или студентски културен центар, бидејќи се наоѓа на само километар и половина од најголемиот студентски дом во државата. Сега тука имаш само во домот имаш 1500 студенти. Во градот имаш 30 факултети. Можеш да така да не може што би представувало практично во тој реон од Скопје да има одреден културен центар, простор за кај што ќе можат луѓето да се изразат. Значи ние да бидеме реални, освен МКЦ, повторно да го споменам. Не може да задоволи. Како културен центар што опфаќа повеќе уметности и проекти, се опфаќа во моментот, повеќе аспекти практично, освен МКЦ
Не знам на кој простор ние да отидеме, да посетиме одреден настан или пак човек да се изрази. Така што тоа би било, мислам, чисто вака да си го визуализирам, стварно би било прекрасна можност. Мала една тој дел од децентрализација Скопје. на културата, на културната, на образовната понуда, зашто културен студентски центар би значило тука обрнување на неформално образование, на практична примена на она знање кое се добива на нашите факултети. Знаеме дека и на факултетите нема можност да се одржува дел од наставата. Да. Дел од наставата се одржува во други простори, па се барат простори од други факултети. Тука би се дало можност, значи, да се примени тоа знаење, да се даде можност после завршување на факултетот да се отвори нешто свое. Дали можеби тука би бил исто и некој креативен хаб каде што повеќе видови на уметности би си нашле своje катчи примена и би имала една мултифункционална сцена каде што сето тоа што се продуцира таму ќе има можност публиката да го види, затоа што тоа што го работиме, особено ако е култура и уметност, сакаме да биде за публика, не за нас самите. Да, ако е така ќе се затвориме дома, како што кажав, ќе пуштиме стрими, си бркаме работа, но импактот и тоа што твојот потенцијал ќе биде затворен помеѓу тие 4 зида. Интересно со Купром е тоа што е огромен простор, 22.000 квадратни метри, од кои само 22.000 квадратни метри. Да, тоа е отприлика има повеќе, знам дека се повеќе објекти, повеќе единици кои што се распрскани во просторот со поголемо растојание помеѓу нив и останува 18.000 метри квадратни неизградена површина, што автоматски се добива и мини парк во тој дел. И веќе постојат дрвја, веќе постои зеленило кое што не би требало да биде уништено. Напротив, уште повеќе треба да се вложува во тоа, да на тој простор се избориме сите заедно, значи не само културно нехо ја покренува оваа иницијатива. Секако дел. Заедно и со општината. Да, повеќе ентитети. Зборувано е и на отворен ден на влада за граѓански иницијативи. Имаме добиено повеќе одговори од повеќе министерства дека ова идеја и tekako има подлога да се реализира. Општината исто така застана позади, имаше освестување, да, успеавме да направиме нешто што досега не е направено, а тоа е да поднесеме иницијатива за промена на генералниот урбанистички план и во град Скопје и во Агенција за планирање на просторот минатата година, заедно со општината, што е одговорна за реализација на новиот ГУП, сега што следи, значи во моментот што е започната изработката, што 10 години исклучиво сега влијаеме и сега можеме да влијаеме на како би се развивал нашиот град. Ако сега реагираме дека тие места што се запуштени, brownfields, се имаат намена домување ставено во овој случај како што е. Таа е намената на Купром, да. Значи од тешка индустрија без никакво објаснување ние имаме ГУП во кој што стои домување. Нема испитување колку е таа почва загадена, колку тука реално било што би можело да биде. И затоа, поради од тие причини, бараме заедно со општината, заедно со Сдруженијето Ситископ, кој ни помогна да направиме претходната публикација Купром рудник се концентрира само на Купром за неговото минато иднина и сегашност и можна иднина. Значи, две здруженија заедно со општина ја поднесовме таа иницијатива минатата година и чекаме одговори, чекаме позитивен исход и од град Скопје и од Агенција за планирање на просторот дека ќе направи истражување и дека ќе излезе со официјален став и дека навистина ќе намената на парцелата на Купром ќе си добие намена која што заслужува. Тоа според нас сигурно не се згради и домување, туку напротив сметаме дека треба да биде јавност Б, од јавен интерес и нормално се разбира култура. Каков е по тебе, мислам, твојата воопшто перцепција на процесот и комуникацијата со надлежните институции во овој поглед? Во овој поглед согледуваш ај покрај тоа што ви имаме отвореност од страна на општината и така како активно е вклучена во самиот процес. Град Скопје како институција воопшто имате комуникација? Сега наново воспоставуваме комуникација по локалните избори, потребно беше повторно да ги запознаеме градоначалниците со тоа што е сработено до сега, бидејќи е многу сработено. Иницијативата е стасана на едно високо ниво, каде што веќе нашите надлежности, нашите моќи мора да се трансферираат во институциите. Значи, освен општината, освен градот, тука треба да се вклучат и Министерство за финансии, еве тука ја спомнав Агенција за просторно планирање, за животна средина, затоа што ова е еден комплексен метод како се ревитализира некој простор. Значи тоа не доаѓа преку ноќ, не е тоа само еве имаме ние желба, едно здружение, ние таа желба имаат, направивме еве истражување баш со претходната публикација.
најголем дел од младите и знаат за просторот, и 90% се за таа идеја и сакаат да се пренаменат простори за намена за млади. Значи, за нешто што им е потребно на нив. Така што, освен логистичка подршка од младински здруженија, од млади, институциите се тие кои што сега треба да ја превземат улогата што ја имат и да преземат буквално одговорност. Кај нас мислам дека тоа е најстрашниот момент. Јас не сум крив и јас не сум одговорен. Не, ако ова се случило, исто себе треба да кренеме раце, вака детето да ти падне на улица и еве сега она падна, нека стане, ако може, ако не, еве тоа е. Значи, знаеш и самата, мислам, буквално е тој момент, ако има проблем, да избегаме од него, не да сватиме дека уствари во самиот проблем стои голем дел од решението. И ние сме навикнати на проблемите да гледаме како проблеми, а не како можни решенија. И затоа можеби овој проект Напуштени можности, што е мапирање на вакви проекти, се вика Напуштени можности баш ради тоа што во проблемите ние гледаме можност и решение. Секако. И тоа го гледат секаде во светот, значи пред 20-25 години во Словенија, еве како поблизок пример, Метелкова, тоа исто запознани сме со тие културни центри кои што се создадени во баш таков тип на напуштени простори. Значи, дозволуваат поголемиот дел од објектите се градени на вистина статички, сосема издржана, статиката не е нарушена и на вистина со добро познавање и добри елаборати претходно може да се реализира таква реконструкција и пренамена и тоа не кошта толку многу пари колку што сите мислат дека леле тоа е прескапо, леле подобро да се сруши и да се направи. Не доколку се сруши еден објект како што е Купром. Автоматски ти правиш страшно загадување на воздухот, на почвата, на водата, на реката Вардар. Тоа, значи, е страшна хаварија се случи, губиш цела една можност, ние немаме правилно одлагање на градежен отпад се уште во градот, се уште неправилно се одлага. Значи ти автоматски можеш да направиш поголема штета наместо таа штета што веќе е направена, тој простор што е неограден, моментално што е да пробаш да го решиш проблемот. Да го решиш меѓу другото. Супер што го спомна Метелкова како простор, мислам, колку е он апсолутно огромно значење за самите луѓе и Лјубљана како град важи за доста 50% од културата се случува таму, да. Мислам, странци живеат, и јас имам живеено во Лјубљана и сосема онака културниот живот и како се базира на случувања на самата Метелкова. Па еве 60% од продадени билети за културни настани се буквално таму, значи тоа треба да се свати дека ќе се има освен културен, уметнички бенефит за млади, децентрализација на култура, нова туристичка понуда во градот, ќе се има и економски бенефит. А ја знаеш приказната за Метелкова било практично тоа воена база на времето. Да, на ЈНА. Практично на ЈНА оставена и ако не се лажам, они само си имаат организирано одредена група на граѓани, го имаат пред 25 години од прилика, да. Автономна зона своевидна направена и имале доста проблеми со властите. Да, и се уште имаат, да, се уште имаат и сега буквално е дојдено до тој момент да тој простор, култен простор после 25 години да се принудени да ги напуштаат тие простори. Знам дека имаат и доста седишта практично на одредени организации, да. биле мета на напади на неонацистички некои Значи успеале бидејќи се држале за едната таа идеја. Да, ама успеале да ги надменат, да ги премрежат сите тие пречки на патот, како што еве тоа е чиве просторот, ако не се користи зошто него имотно правни, зашто секогаш има изговори. Имаме имотно-правни проблеми и ајде сега имаме, па решете ги. Имаме, сите имаме, нели? Сите, значи постојано, тоа е, проблемите се тука и треба да се решат. Значи има моменти каде што државата треба да го уважи тој јавен интерес. И тој јавен интерес треба да биде автоматски над приватниот. Гупот е тоа, треба да ти го брани, правото на јавен интерес јавно добро. Затоа и се обраќаме баш до овој стратешки документ, еден од најважните документи за градот, кој што има шанса да реагира и да превенира овој град да престане да биде толкава бетонска џунгла. И барем од малку да ги врати тие принципи на хумано живење, како ние ќе се доближиме до Скопје да биде зелен и хуман град. Или град во кој што сакам да живеам, град во кој што сакам да викнам гости да додат од страни и да имам со што да се пофалам. Да идам да ги прошетам до напуштените објекти, да им кажувам, па ова тука може да биде студентски центар, ова може да биде, ајде замислете си.
може да биде и нема потреба да се замислуваме. Секако. Ако претендираме да бидеме европска престолнина на културата, На ако култура за претендираме, 2028, ако имаме таква визија, значи ако Скопје има генерална визија за град на култура, на зелен град, на среден град, треба нешто да направи во однос на веќе изградениот простор, а не да претендира да прави нов простор запоставувајќи го изграденото наследство. На некој начин културно ехо баш и се бори за тоа да се валоризира тоа што е изградено преку нова намена, затоа што еве фабрика во центар на град или во блиска периферија на град е непотребно и еколошки нездраво и непожелно за локалното население. Пренатрупување со згради на веќе преизградена зона исто така непожелно. Што може да се направи? Може да се пренаменат тие простори, конкретно ако зборуваме преку примерот на Купром, имаме 10 зошто за да се направи тоа, многу помали се и зошто не, па многу е тешко, па многу време ќе одземе, па ќе треба финанси. Нешто што се надминуваат апсолутно. Нешто што се надминуваат и што треба се гледа долгорочно, Да. градот да има долгорочна, одржлива и транспарентна визија, каде што секој ќе се чувствува граѓанин, а не едните да бидат од прв ред, едните од втор ред, едните од трет ред и да има таква нееднаквост како што се гледа и какво што се чувствува во градот. Имаш екстремно нови градби, имаш екстремна од спротив на истата улица, имаш напуштени и страшно небезбедни објекти кои што ја загрозуваат буквално безбедноста и здравјето на луѓето. Така што мислам дека успеавме во овие 4 години, не само преку примерот на Купром, преку салата Партизан, еве доставивме 2 идејни решенија од архитектонски тимови кои што работеа, еден странски тим, еден од основачите на културно ехо е Томас Ромеро, тогаш беше студент на архитектонски факултет во Барселона, заедно со негов тим направи идено решение, заедно ја меревме салата Партизан бидејќи немавме план. Направивме идено решение како таа да се ревитализира и да се врати повторно во функција, затоа што на општина Карпошите како и треба таква сала. Беше изгласан неговиот предлог на веб страната на општина Карпош и тоа беше еден голем успех. Тоа многу допринесе да владата потоа го додели објектот на општина Карпош, да се раскине таа концесија која претходно постоеше и објектот беше ставен еве во таква незавидна состојба, некористен, неупотреблив, да се врати на општината и еве сега со одлука на влада исто така се очекува во секој момент да почне реконструкција, односно да се ревитализира тој простор и се надеваме дека во најблиска иднина ние ќе видиме финален продукт на наша заложба и вклученост во иницијатива која што еве од ништо, од буквално постирање на неколку фотографии што сме ги направиле во салата до тоа да салата стане функционална и да може да се користи исклучиво од граѓаните, не повторно да потпадне под концесија и повторно да ја најде истата судбина. Значи, менаџирање со простор на одржливо и долгорочно ниво и тоа транспарентно да биде е сигурно предизвика и на затоа што досега можеби и не се размислувало така. На тој концепт. Да, и заради тоа и сме дошле до тука. Кога ќе дадеме, некој да си работи со одреден објект како што си мисли, само за одреден круг на луѓе, нема да биде отворен за повеќето граѓани, автоматски тоа е судено порано или подоцна да биде веќе и неодржливо. Ама ако ги земеме и предвид мислам сите овие можности за кои што говориме моментално и воопшто колку практично ние веќе се повеќе губиме качење во градот каде што нешто автоматски може да гледате дека реализира. преку ноќ Да никнуваат земеме или се рушат градби кои што имаат и какво значено не се само архитектонско наследство. Тие се културолошко, имаат некоја меморија, култна меморија за граѓаните. Некои топоними се губат, се ориентираме по Сити Мол, сега по Истгейт наместо по Сајм. Ние немаме Сајм. Немаме Сајм, каде ништо за главен правиме град во држава, Сајм на книга пред спортска сала. Да. Значи, како Или за пак каков град на културата каде што зборуваме. се согледа колку е битна функцијата на Сајм како простор, кога се отпочна со вакцинацијата на населението, се немаше и исто тоа го се капацитет и повторно налетавме на салата Борис Трајковски. Моментот што ми беше дека реално, најреално да направиме муаве да бидеме отворени и така како градот во последниве 15 на 20 години постепено така се повеќе одлуките кои што се донесуваат во поглед на иднината и развојот на самиот град припаѓаат на нели комплетно, како да речам, таа некоја алчна рака на дадени градежни инвеститори кои што тие ги држат буквално канџите и свесни сме колку комерцијални Законот центри за урбано планирање колку пати е колку сменет. пати беше предмет на менување. Сега исто мислам дека е пак што е веќе нонсенс. Луѓето имаат желба да се борат против тоа, сакат да застанат позади јавниот интерес, но толку е многу вкоренето моето,
Да. Што мислам дека Непрестан процес. Непрестан токсичен момент може само да се не може преку ноќ сигурно да се смени, но еве гледаме дека преку вистинско граѓанско вклучување, значи таа непосредна или директна демократија може да се влијае и полека да се издействува, да се избориме за тоа јавно добро. Кога ќе излеземе, градот е на сите, не е на таткото или на татко ми. Буквално тоа е мојот. Да, значи не може една шака луѓе да одлучува и не треба. Значи градот треба еве ако збориме за ГУП-от, градот треба да ги покани граѓаните на јавни расправи, не на една да си го кажат мислењето и така да дојдат заеднички до визијата на град во кој што сакаме сите да живееме. Сметаш дека постои, дека тлее такво некое ниво на потенцијална проактивност кај нас и како граѓани на Македонија? Па се уште е на Facebook фокусиран во коментари каде што доста е пасивен, пасивно агресивен метод имаме на кажување на нашиот став. Не сваќаме дека еве на пример, јас можам да куцам до безсвест статуси на Facebook и тоа ќе заврши тука. И нема да отиде понатака. Ако јас вистински сакам да го решам проблемот, јас ќе земам, ќе се информирам. Пред 2 недели имаше работилница баш во Советот, мислам дека во град Скопје, организирана од Зелен хуман град, каде што дојдоа двајца урбанисти од Софија, од Бугарија, каде што кажуваа за таа визија за Софија, како тие 5 години работеле, каков град сакаат. Визија која што ќе помогне да се направи ГУП. Како ние преку ноќ сакаме да го направиме тој ГУП кој што ќе има важност од 10 години. Значи има добри практики кои што може да ни помогат и кои што се буквално до нас, буквално нашите соседи имаат методи, пробале, направиле во 5-годишно истражување со локалното население, значи го исконсултирале, самите граѓани биле охрабрени да дадат свое мислење и така дошле до еве некои оптимални начала по кои што треба да се води тој ГУП. Истото, многу слично тоа можеме да го примениме и кај нас. Имаме многу архитекти, имаме механизми, имаме институции, имаме комора на архитекти, имаме асоциација на архитекти, тука е агенција за просторно планирање, па тие треба да се одважат и самите да ги организираат овие дебати и работилници каде што обичниот граѓанин ќе биде информиран што е ГУП, што е ДУП, бидејќи тоа го слушаат цело време на телевизија, мислам дека 50% не знаат ни што значи дека тоа е генерален урбанистички план или детален урбанистички план. Останува тоа само си го зборуваат архитектите, кои со многу мал процент и многу мала одлука имаат кога ќе треба реално да се пресече и да се донесе некоја одлука која што ќе има долгорочно влијание. Земја предвид ти го споменувам исто, можеме најсвежа меморија што ја имаме, како постепено се изгуби просторот Карчи Холидей. Да, тоа е еве се уште стои како и како еве од кога се донесе практично тоа е нели сосем ДУПот сам по себе е мислам решението за градба е донесено по одреден нелегален ДУП кој што нели само по себе е неважечки, мислам. Беше нели имаше и одредено замрзнување. Се имаше мораториум. Па мораториум односно значи, тоа кажуваме колку кога некој има силен приватен интерес дека тие канџи ги споменав и колку ствари се они апсолутно инфилтрирани. И тука граѓанинот не е информиран за своите права и можности дека може на референдум да се изнесе да се го изнесе мислењето за тој простор и да се отвори постапка како може еден простор кој што е јавен и е државно земјиште да биде продаден за одредена сума која што кој е направил многу, значи не знам сега во моментот точно, ја топам и јас, ама чисто онака нека тотална должни се институциите да ги информираат и едуцираат граѓаните и да се отворат како институција, а не да ги решаваат и да ги носат овие планови за затворени врати. Еве ние ова го мислиме за градот. Супер што го мислите, ви гледаме што стана со градот практично како резултат. Буквално да, имаме незадоволни жители. Тоа е заклучокот дури од самите архитекти на таа работилница, имав прилика еден ден онлайн, еден ден во живо да следам и буквално тоа е заклучокот дека имаме луѓето да се правилно едуцирани, ќе реагираат и нема да го посветуваат толку своето време на пишување на коментари, туку секој од нас може да си да напише и да се обрати до град Скопје и до агенција за просторно планирање да реагира за намена на одредена површина која што смета дека била јавна или е јавна, има шанса да си го загуби, да ја загуби својата намена на сметка нели на јавниот интерес да стане приватен интерес.
Тоа ми беше мене. Тоа ми беше треба, мислам, да се сосема- охрабрат Ма да, и граѓаните да се воопшто- едуцираат и мислам дека дека пробуваме преку нашите методи што исто во од ги учиме, можеме ова. После одредено време, можеме да ги снимаме сите објекти. Оваа година мислам дека тоа ни е една како главна по цел. видеопроектот што Да, го имате ова што го практично работиме, за, да. ова се што е ставено на кратко во Ехо над зидовите, публикацијата со кадар, паралелно снимаме материјали, интервјуа, разни ситуации за сите тие 4 објекти. Се надам дека до крај на годинава ќе пробаме некако да го завршиме, иако ова е неисцрпна тема, но сакаме да има нешто што ќе може вака да го видат луѓето. Да се навратиме на Да, визуелниот да се момент. навратиме и на колку- визуелниот каков момент. ефект може Каков да се ефект создаде. може кога ќе видат луѓето визијата на архитектите, која е дека е стварно возможно некој простор од комплетна руина што ти го одминуваш секој ден да може да стане простор што ќе биде користен и на долгорочно ниво и економски исплатлив и едноставно корисен за граѓаните, сваќаш дека да, ова е можно, ова не е само нацртано, ова реално може да се случи доколку сите институции се стават на една маса, си ги земат и распределат одговорностите и решат дека ние го правиме ова. Да. За доброто на сите. На сите, меѓу другото, Да. и воопшто да, тоа ми беше за проактивноста што ти ја споменав, бидејќи сведоци сме дека градов тотално се видоизмени во последниве 10 години, особено и со Скопје 2014 и со губењето на сите слободни катчиња, преостана треска, фабриката Да, кое што во исто центар, тука, која да. што тука се уште Исто. имаме нели простор за маневрирање и не се знае што ќе биде на крај. И согледуваме колку практично стамбени единици се изгради. Ја не знам ако се направи регистар на станови во Скопје, ја не знам до која бројка ќе стигнеме. Екстремна бројка на празни станови, не само на изградени, значи на претходно постоечки згради колку ствари имаат празни станови кои што се напуштени, А се уште имаш бездомни лица на улица, се уште Тоа да не збориме како аспект колку има е воопшто пример жално. жртви на семено насилство кои што Немаат каде да да бидат згрижени. Да. Значи има постојано во мислам дека цела зима тоа некако се врти на социјалните мрежи, каде што луѓето остануваат без својот дом, има многу пожари, се случуваат земјотреси, значи се нешто се случува во овој град, а се некако не се решава. Си се реализира процесот, знаеш, си се полнат капчињата, си се редат нови зградички на дистанца Има од метро хиперпродукција и да пол. на Апсолутно. стамбено Да. домување, а има многу луѓе кои што немаат решен стамбена ситуација. Становите кои што се за социјално ранливи категории не се прераспределени, Да. тоа е најчест коментар дека не се прераспределени на тие на кои што најмногу им треба. Им е потреба. Така што кај нас на вистина има потреба од сериозно зафаќање за градот, односно за проблемите на градот. Залагање практично за можностите кои што тука треба мислам се дека граѓаните на вистина се битни. мора да се доедуцираат и се надевам дека пробуваме како културно и како здружение преку иницијативите што ги покренуваме баш тоа да го поттикнеме, граѓанско вклучување, проактивност да. и слободно доколку знаат за некој објект кој се наоѓа во нивна близина, да го документираат со некоја фотографија, со некоја информација, може да ни пишат на фан страната на Facebook или на мејл, исто така да ги се додадеме вклучат на меѓу мапата, да се другото и вклучат со- меѓу да, другото, затоа што самите работни со самото процеси. нивното вклучување никој нема да дојде од страна да ти го реши проблемот. Секако. Значи ако имаш проблем, мораш ти да се трудиш да си го решиш проблемот. Генерално, сите живееме во овој град и сите треба да допринесеме. Ма и не за сега апсолутно, знаеш, не знам зашто такво некое однесување практично имаше на тотална пасивизираност, каде што ние како да сосема окей, па добро, ајде гледај си го своето. Тоа е Да, тоа, се мислам, некако се ни стана стичуваат окей. работите и ни се нормализира Ама практично. веќе не е окей кога реалност. луѓето умираат од загаден воздух, од Тоа- загадена вода, од загадена храна, мислам дека веќе и како не е окей и мислам дека ако ништо друго Алармантно е веќе. граѓаните ќе ги потикне тој момент дека хуманото живење е невозможно во моментот. Ние немаме хумано живење, ние Воопшто немаме ги на немаме секој задоволено дневна база. основните принципи на чист воздух, чиста почва, чиста вода. Значи, ако тоа не те загрижува, Загарантирани со устав воено за секој граѓанин. така што ако е скршен уставот, ако се повредени твоите права, нема да седиш, претпоставувам, со скрстени раце, туку ќе бараш начини, алтернативни дури ако треба, како да се допре до институциите да си ги превземат одговорностите, затоа што тоа порано и подоцна мора да се случи, да не биде само предоцна.
Можам да ти кажам дека ќе се потрудиме и ние како ново формирано здружение Атриум Баш ми е конкретно мило. што го оформивме сега пред еден месец, да дадеме свој виден придонес во целава работа и воопшто така да согледаме дека се буди граѓанството некако во нашава држава и дека ќе бидеме сведоци на некои убави промени и некој друг град кој што ќе биде сосема адекватно и убаво место за живење. Тоа што го гледаме на страна во сите метрополи. Што е сосема една нормална Да го видиме и работа, тука. нам ни се чини како една магична реалност, ама мислам дека и како можеме да ја направиме постепено да биде реална сама по себе. А многу едноставно, само ако имаме, имаме Истреност очигледно во добра самиот. визија и треба само да ги направиме чекорите кои ќе не донесат до тоа што сакаме да го постигнеме, а не да правиме обратно од тоа што сакаме. Ама и знаеш што е битно да бидеме истрени во процесите. Да, пошто тоа сакам да кажам. Не ретко се отпочнува со нешто, се стига до неколку Да, ова е обструкции на супер. патот и веќе ајде. Да, многу ако лесно може се да откажуваме. Да, повлечеме многу и лесно се откажуваме. Да. Значи, културно ехо Верувам дека сте наишли на разноразни некревање на ситуации. телефони, Да. на разни ситуации, нема шанси, ама ова е нерешлива ситуација, ама ова не се направило до сега, ама кај ви текна, па што сега, па дај нешто, фатете се со некој помал објект. Значи се со помало објект. Да. Зашто сте се така хиперамбициозни. Многу сте влегли уште амбициозни, од да, самиот почеток, почнете нешто помало, видете да се реализира, па тој еден успешен пример, можеби ќе го следат другите. Да, со такви ставови ние сме успеале до сега да издржиме и да бараме нови начини како да ја продолжиме иницијативата за овие објекти. Значи, алтернативни начини, конкретно со ФРУ, имавме соработка да се изработи мурал на Домот на култура во Газибаба. Така што тоа многу го покрена вниманието, луѓето поминуваат, одеднаш гледаат мурал кој што асоцира на солидарноста кога беа поплавите во Стајковци и сега си викаш, ова е супер, пораката е супер, го гледам објектот, тука може нешто да се направи. Више го привлече вниманието и привлековме, добивме одма контакт од архитект кој работи на магистерски труд за ревитализација на објектот, ни го даде трудот, успеавме во ехо над зидовите да оставиме мал дел и имаме како се вика тоа, потенцијал. Имаме простор и имаме знаење, навистина фали таа подадена рака од институциите. Значи од општините, од сите фактори, затоа што има многу европски фондови кои што веќе пред 50 години имаат направено истово со нивни објекти, затоа што и они имале напуштени објекти, ги пренамениле, таа пракса ја поддржуваат. Значи, постојат заштита на културно наследство, на индустријско културно наследство, на таа колективна меморија некоја што постои во градот и финансираат баш вакви проекти, каде што ти од тоа што веќе го имаш, ќе му дадеш нова вредност, нова важност. Секако. Така што мислам дека и ако пречка се финансиите, не се, затоа што може да се најдат преку овие фондови доколку државата во моментот ги нема, но ако државата успева да најде финансии за некои други проекти кои што можеби не сме виделе некаков бенефит, може па и да ги пренасочи во нешто друго, да проба во нешто ново, кога нешто што е веќе помината европска пракса, успешна пракса, зошто да не пробаме само да ја реплицираме, ова не е да имплементираме, ова не е измислување топла вода, ова е само да пробаме да имплементираме нешто што е веќе случено пред 20, 30, па и 50 години, да пробаме да го примениме кај нас. Мислам дека можеме, а и не само што можеме, дефинитивно мораме, особено затоа што како што кажа, ги изгубивме слободните места во градот. Буквално значи пренатрупано и шака се дали се бројат. Мислам дека следен чекор е тоа, да земеме, да се охрабриме и да почнеме на тоа што гледаме како на проблеми што го одминуваме, во еден момент да се соочиме, исто како што зборувавме и претходно на темата за океанот. Значи, постојано бегаме од некои теми кои што не се соочува човек. И кога ќе се соочиш,
сваќаш дека не е тоа толку страшно, дека има решение. Има отворено за Да. за реализација на така нешто да, друго. моментот За некој нов ден. Да, моментот за со истреност, сите нас и моментот за со истреност градот. е веројатно нешто што не достига. Кај нас сме навикнати секој да си планира за 4 години во општините колку што имаме мандатот и Што успе да направи? што успе да се направи. Ова не е нешто што не се прави за 4 години. Апсолутно. Значи само Треба да визија се трансферира практично треба да се трансферира практиката треба да се направи. власт на власт, што се вика. Треба да сватиш дека треба да оставиш нешто после тебе. Секако. Прекрасно. Јас многу ти благодарам што И јас ти благодарам беше што ги прва отворивме гостинка овие на важни Шум и што теми. така некако се заангажиравме да отвориме повеќе перспективи. ме возбуди онака скроз. Ја осетив и Да. динамиката дека тотално отиде во убав правец и верувам дека опфативме доста аспекти. И навистина се надевам дека ќе имаме простор и можност да си споделуваме и да разговараме за некои нови реализации и во градов и во останатите градови низ Македонија и дека ќе имаме и нови простори воопшто за културен и уметнички израз Да, и на дека луѓето. следниот подкаст би го правеле во еден некаков таков ете, простор, да. И да ја видиме меѓу другото и океанот. Да. Да се Тоа сети ќе ми тоа, биде да голем имаме мерак да се Фала ти случи. многу. Многу ти благодарам.